Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за рак на тироидната жлезда. Кога се појавува, кои се симптомите, како е диагнозата, кои се начините на третман. 25 мај е Светски ден на тироидната жлезда, кога се подигнува свесноста за функционирањето на тироидната жлезда и за заболувањата кои што може да се појават. А денеска на оваа тема ќе разговараме со мојата гостинка, професор доктор Тања Маказлиева, специјалист по нуклеарна медицина и раководител на Институтот за патофизиологија. Доктор Маказлиева, добро дојдовте во Добриот доктор. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата да гостувам во вашата емисија. Секако и да зборуваме за, иако често правиме емисии за тироидна жлезда, меѓутоа постојат премногу и патологии и работи кои што може да се споменат и како да се подигне свесноста. Па еве за почеток, дали промена на гласот, болки во вратот, проблеми со дишењето може да укажува дека можеби станува збор за рак на тироидната жлезда? На прагот на неделата на одбележување на подигање на свесноста за тироидните заболувања, денеска веќе зборуваме за еден сериозен здравствен проблем со кој што може да се соочат пациентите, тоа е туморите на тироидната жлезда. Секако од симптомите кои што ги набројавте, можам да кажам дека некогаш може да бидат симптом, меѓутоа во најголем број на случаевите туморите на тироидната жлезда може да бидат непрепознаени затоа што може да бидат многу суптилни тие симптоми и да не дадат толку драматични симптоми како например проблем со дишењето или промена во гласот. Туку само во понапредната фаза на болеста може да се јават такви клинички манифестации. Вообичаено болеста може да почне со само присуство на некаков израсток во тироидната жлезда, кој што пациентот може да го забележи при некоја секојдневна рутинска активност во вратната регија или пак да го забележи некој член од семејството или да го напипа како тврдина, израсток во вратната регија, а доста често тироидните тумори може да се детектираат и на случајни ехографски прегледи на вратната регија. И сега, колку имаме ние видови на рак на тумори кои што се појавуваат на тироидната жлезда и кој е најчесто, кој е најмногу го диагностицирате кај пациентите? Туморите на тироидната жлезда или како што ние всушност ги нарекуваме нодозните промени во тироидната жлезда или јазли во тироидната жлезда се една од најчестите во суштина патологии, меѓутоа не значи дека секој израсток во тироидната жлезда е малигна болест или карцином. Да. Во само можеме да кажеме 5% од случаевите на присуството на такви тироидни јазли или тумори се работи во суштина за малигна промена. Остатокот се најчесто од бенигна природа, кои што најчесто не даваат потешки консеквенции или последици во квалитетот на животот на пациентите. Меѓутоа, во 5% или помалку од 5% може да се работи и за жал за малигна промена, која што е најчесто? Најчестите се така наречените добро диференцирани тироидни карциноми или од нив најголем дел, значи над 85% од прилика отпаѓаат на така наречениот папиларен тироиден карцином. Она што е добрата вест за пациентите е тоа што всушност овие тумори имаат многу индолентен, велиме, значи не брзо прогресирачки тек и по природа се комплетно практично излечиви доколку навремено се постави нормално диагнозата. И во тој случај оваа болест е комплетно излечива и може да комплетно не го промени понатаму квалитетот на животот. За разлика од другите малигни заболувања, како што споменав, тоа е барем добра вест за овој вид на заболување. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. Доктор Маказлиева, кои се оние ризик фактори кои што може да кажеме дека може да бидат причина за да се појави рак на тироидната жлезда? Тоа е многу комплексно прашање, затоа што се уште и во науката не може да се даде еден единствен одговор за факторите кои што доведуваат до развој на бенигни или малигни промени во било кој орган, па и во тироидната жлезда. Познато е дека тоа е всушност една комплексна
интеракција на генетски фактори истовремено со влијанија од надворешната средина. Кога ќе кажам генетски фактори, не значи дека постои директна наследност кај овие типови на тумори, туку дека одредени мутации, промени во геномот на клетките, на тиреоидните клетки, може да се случат и дополнително во текот на животот, под влијанија, штетни влијанија од надворешната средина на кој што сме секојдневно изложени. Така. И зошто жените почесто заболуваат од мажите? Значи, воопшто, сите тироидни заболувања се многу почести кај женскиот пол и така и со тироидните карциноми. Меѓутоа, причините не се доволно разјаснети. Една се смета дека причина можна е влијанието на естрогените хормони, за кои што е тврдено дека постојат рецептори во тироидните клетки, потоа промената во текот на репродуктивниот период, бременоста кај жената, која што влијаите како на структурата и на тироидната жлезда, која што дури менува и големината, интензитетот на функцијата и создавањето на тироидните хормони во овој период од животот на жената. Така да постојат, значи, и склоноста почесто кон автоимуни заболувања, кон мултинодозни промени кај женскиот пол, се смета дека може да предиспонираат кон почеста појави на тироидните карциноми кај овој пол. Меѓутоа, од друга страна пак е познато дека тироидните карциноми кај машкиот пол пак може да имаат поагресивен тек, па затоа не смееме да напоменеме дека и машкиот пол исто така е афектиран од ова заболување и дека и во машката популација исто така не треба да бидат занемарени нодозните промени и малигноми. Да. Пред да продолжиме за дијагнозата и поставувањето на дијагноза за рак на тироидната жлезда, веќе имаме гледачи на линија. Повелете, во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добро утро, поздрав до докторката и до вас. Ви благодариме, повелете. Јас сум пациентка која што е оперирана од 4-та група канцер на поточно на јазел. Иначе лечена бев повеќе од 10 години, контроли правев на јазелот, почна да расте, најпосле испадна 4-та при биопсија, 4-та група. 7 години веќе како сум оперирана, меѓутоа на самата операција имав анафилактичен шок. Поточно, знаете, кога ќе падне притисокот на 0, тоа малце по-широко е, нели? И не сакајќи докторката при таа состојба ми се извадени и паратироидните жлези и оставено е парче од тироидната жлезда. Потоа имам примано радиоактивен јод, 131, 7 дена бев на онкологија, али по примањето на радиоактивниот јод ми се јавија отоци на нозете и тоа од колината надоле толку големи што едва и одев, мислам. Ми рекоа, прво вика дека не е можно од радиоактивниот јод, па да примам оние фурасемид или нешто, меѓутоа не спаднува отоци. И ден денеска имам проблеми со лифтни едем, без на снимање, нели, на она правење доплер, лифтни едем имам и дури, пошто примам калциум карбонат, рокалтрол, зимам калциум цитрат, зимам голема количина на калциум, веќе на зглобовите ми се прави како закостување, не она отоците што се отоци, него како закостување, како да ви кажам. И имам болки многу. Освен на кетанол не ми дават друга терапија, мислам, против болки. Так. И ми викаат и лифтна дренажа, меѓутоа вика кај нас немаме ние специјалисти за лифтна дренажа, така да... Не, тоа ќе се обратите на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија. А сега имате нешто конкретно за околу оперативниот третман на тироидната жлезда до нашата гостинка? Сега имам една жлезда која што на вратот ми е, која што ми ја следи докторката, мислам, помалку некако се зголемува, меѓутоа за сега сум добра со таа терапија што ја имам. Мене повеќе ми е и ова што не можам да одам со лифтниот едем,
Не знам как... Значи, ние имавме гости, конкретно во нашава емисија во Добриот доктор од клиниката за пластична и реконструктивна хирургија. Токму темата ни беше за лимфедем и таму ги третира таквите пациенти, посебно такви што биле што имале и онколошки третман, така да може да се обратите на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија. А еве сега доктор Маказлиева веќе има направено, слушнавме пред 7 години. Прво, дали може од радиоактивниот јод да имаме контраиндикации, како што спомена нашата гледачка? Единствени контраиндикации кои што се за примена на радиојодот е ако се работи за бременост или доење во тој период кога треба да се примени радиојодната терапија, а други апсолутни контраиндикации не постојат. Радиојодната терапија самата по себе ретко дава посериозни нус ефекти од примената на радиојодот, како најчестите несакани ефекти кои што може да се јават се сувост на устата, затоа што дел од радиојодот оди во плунковните жлезди, но тоа не е акутен, да речеме, симптом кој што би се развил. Акутно може би се чувствувала некоја нелагодност или може би не болка, меѓутоа непријатно чувство или оток во вратната регија. Тоа зависи од големината на остаточното тироидно ткиво, кое што всушност во најголем дел ќе го прифати радиојодот, и целта на давањето на таа радиојодна терапија во суштина да се доуништи остаточното тироидно ткиво и тироидни клетки. Затоа и таа терапија нарекуваме, што првата доза ја нарекуваме аблативна терапија, а целта е во суштина да не остане тироидно ткиво од кое што може да рецидивира туморот. Пред да го вклучиме следниот гледач, она што го спомена исто гледачката, еве после 7 години, кој што ја разбрав, си прави контроли повторно некои дали сега оток или не знам на... Значи, отокот може да биде повеќе последица на хипотироидизмот, кој што се јавува затоа што пациентите за да примат радиојодна терапија потребно да бидат во добра хипотиреотична состојба. Што значи тоа? Тоа значи дека треба нивото на тироидни хормони да биде ниско, а при тоа ТСХ, тоа е хормонот хипофизата, да се покачи некоја гранична вредност, минимум над 30 да биде, тоа значи на длабока хипотиреотична состојба. Затоа радиојодна терапија не се дава веднаш по операцијата, туку после извесен период, може би месец дена после операцијата. И хипотиреозата уште повеќе се продлабочува и после давањето на јодот до отпочнувањето на субституционата терапија со левотироксин, кој што и за да ги надомести потребите за тироидните хормони е потребно известно време. Така што во тој период најмногу пациентите страдаат во суштина од симптомите на хипотироидизам, како што се замор, отекување, што може да го потенцирало, значи тој лимфедем кој што може и да има друга причина, бидејќи обично отекувањето не би било изолирано само на подколината, туку би било и на други делови од телото. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден, љубав ден. Добар ден, повелете. На вас и вашата прекрасна докторка. Иначе јас сум пациент на истата докторка и многу сум благодарен. Десниот лобус ми е отстранет поради израсток што имав, а сега на левиот исто така имам од 12 мм и требаше да одам на биопсија. Сакам докторката да ја прашам колку време треба да се чека за биопсија, пошто бев на 30 април на контрола. И тогаш ви кажа во април дека треба да правите биопсија? Да. Така. Еве, тоа е околу процедурата, колку што е. Процедурата, значи, во зависност од ултрасонографскиот наод на ехо, значи на еходиагностиката, ние поставуваме одреден ризик скор, значи постојат бодовни системи за тоа колку нодозната промена која што сме детектирале е суспектна за малигна промена. Значи, постојат одредени карактеристики како прво големината на јазолот, потоа неговите ивици, односно рабовите, дали тие се неограничени, дали инфилтрираат кон околното тироидно ткиво, дали јазолот има васкуларизација многу интензивна, дали има калцификати. Значи, има повеќе карактеристики кои што искусен
искусен ултрасонографист, значи за тироидна жлезда ги оценува и врз основа на тоа поставува одреден ризик, колкав е ризикот за таа промена да е малигна. И во зависност од тие карактеристики и претходните следења, бидејќи ние вообичаено пациентите ги контролираме на одреден временски интервал, исто така веќе следиме имала интервенција, спомена нашата гледачка веќе. Во текот на следењето имало брз пораст во димензијата на јазвот, значи дали се дуплирала димензијата од едната до наредната контрола, значи се поставува колку е ургентноста за изведување на тенкоиглената аспирациона биопсија. И потоа се назначува или евентуално во разговор со пациентката се планира за некој од наредните контроли да се изведе биопсијата. За листата на чекање постои листа на чекање, но во истата ние обично ги земаме во предвид и овие карактеристики. Доколку е ризикот повисок, тогаш може пациентот да биде најбрзо повикан затоа што имаме внатрешна организација во институтот според која што ги повикуваме пациенти. Еве, се надевам дека нашата гледачка е задоволна од одговорот. Имаме гледач, повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака да ви кажам, јас сум ваша редовна гледачка. Поздрав до докторката и до вас. Ви благодариме многу. И многу сум задоволна од разговорите што ви прават докторите со вас. Ме интересира. Јас пред една недела правев биопсија на тироидната жлезда. Имам јазли 3 и една циста. Сега искочи дека тоа се бенигни тумори и претејќи ги една година од 2 см порасната е на 6 см. До сега нарушување на функцијата на тироидната жлезда не е, сем што ги има овие јазливе. Ме интересира дали има некоја терапија. Јас со резултатот уште не сум отишла кај докторката, ова ми го правеа на ендокринологија, иначе јас сум диабетичар плюс. И ме интересира, таму пишува дека се бенигни од прва категорија. Што значи тоа и дали има некаква терапија? Тоа ми интересира информативно. Ви благодарам многу за јавувањето и за убавите зборови. Еве, доктор Маказлиева покажала биопсијата дека се бенигни, меѓутоа еве што понатаму, тоа е всушност дилемата на нашата гледачка. Како што кажав, најчесто, значи во најголем процент на случаите се работи за бенигна мултинодуларна струма или јазлеста гуша, како што ви кажале наредски, значи во тироидната жлезда, меѓутоа кога се работи за истовремено присуство на повеќе нодозни промени во жлездата, потребно е да се испитаат оние кои што според техографските карактеристики не се најсуспектни, бидејќи не секогаш сме во можност сите промени во тироидната жлезда да ги испитаме со тенкоиглената аспирациона биопсија. Во наодите од цитопатолошкиот наод кој што го интерпретираат цитопатолозите, значи опишуваат каков е изгледот, структурата, морфологијата на клетките и според тоа повторно има бодовни системи, класификациони групи по Бетезда, така се нарекува тој систем за оценување, за бодување на наодот кој што е земен примерокот од биопсијата. Како што кажа гледачката, значи класификациона група 1 или прва група, според стариот бодовен систем, значеше бенигна промена, според новиот по Бетезда, сега не сум сигурна за каков скор систем е во цитопатолошкиот наод, значи ако е по Бетезда прва група, може да биде и во прилог на тоа дека е по оскудно клеточен материјалот кој што е добиен при биопсијата. Секако тој наод мора да се однесе сега кај докторот клиничарот кој што го барал тоа испитување, за да детално го прочита и да понатаму процени дали е потребно следење, колку често тоа следење ќе биде, дали е потребно можеби евентуално ребиопсија некогаш и за колку временски интервал да се направи ребиопсија. Ако се работело и за цистична промена, некогаш тенкоиглената биопсија се изведува, особено ако е тоа, да речеме, голема циста од 6 см и за намалување на цистичната промена, значи за евакуирање на таа течна содржина, која што може да биде од различен карактер, може да биде хеморагична, значи крварење во
жлездата, може да биде колоид, кој што е супстратот кој што го создава самата тироидна жлезда. Значи тоа да има на некој начин тераписки ефект затоа што со евакуацијата на таа течна содржина цистата ќе се намали. Конкретно терапија, лек кој што може да се даде за да се намалат нодозните промени не постои. Во минатото имаше протоколи во кои што се применуваше левотироксинот, значи тоа е тироидниот хормон, со цел да се снижи нивото на ТСХ, тоа е хормонот од хипофизата, под предпоставка дека тој стимулира клеточна пролиферација, односно раст на клетките во тироидните јазли. Меѓутоа, низ годините се покажало дека ефектот од примената на левотироксин кај еутиреотични, значи пациенти кои што имаат нормална функција на тироидната жлезда, имаат само нодозни промени, за да не растат тие нодозни промени, не е оправдано, затоа што не дал такви поволни ефекти, а и заради тоа што овие нодозни промени најчесто се кај повозрасна популација, значи и тоа од женскиот пол, со тоа што давањето на дополнително на тироидни хормони доведува во суштина до состојба на повисоко ниво на тироидните хормони во циркулацијата, кое што од друга страна пак го забрзува коскиниот метаболизам, може да предиспонира кон остеопороза, може да допринесе кон тахикардија, тахиаритми, така да не е оправдано практично во секој случај треба да си го однесе резултатот како што споменавте кај контролите се потребни, следење од лекарот, да се погледна стручното лице, значи тој цитопатолошки навод од биопсијата и потоа конкретни совети за ситуација. Пред да ги вклучам следните гледачи, доктор Маказлија, бидејќи на почетокот еве споменавте дека секој јазол нели на тироидната жлезда може да значи и рак или нешто како што велиме пострашна дијагноза, меѓутоа знаеме дека има голем број на популација кој што се соочува со овој проблем. Колку често треба да ги контролираат, нели додат на такви прегледи, на ехо прегледи, за еве да бидат спокојни, односно да се знае дека можеби нема да прераснат во нешто пострашно, туку едноставно само ќе бидат потребни контроли? На почетокот на дијагностиката, додека не се направат сите иследувања и да се исклучи ризикот од малигност, значи најпрво со ултрасонографскиот преглед, па потоа, значи ако постои сомнеш, рековме, втор метод од избор е тенкоиглената аспирациона биопсија, која што е комплетно безбедна метода, бидејќи се изведува со тенка игла како за вадење крв за обична венепункција. Се прави размазка од материјалот, значи методата се изведува под ултразвук, значи водена биопсија, и е обично најпреферираниот метод за дијагностика доколку се постави сомнение на ехографскиот преглед. Доколку со тенкоиглената биопсија, со скенографските исследувања, вообичаено ние на првичниот преглед покрај ехо правиме и скен на тироидната жлезда, каде што гледаме дали тие јазли скенографски се разликуваат по приказот на скенот од нормалното тироидно ткиво, и колку се разликуваат, како се прикажуваат. Значи, се тоа ни е еден комплекс од дијагностички информации кои што понатаму ни укажуваат како да го водиме тој пациент. Ако биопсијата покаже дека е добар наодот, значи дека нема суспектни малигни карактеристики во тој јазол, тогаш следењето на почетокот е вообичаено на 6 месеци, потоа годишно, ако има пораст на јазолот за овој период, може да се повтори, значи тенкоиглената аспирациона биопсија, ако по повторувањето на тенкоиглената аспирациона биопсија се повторно се исклучи малигност, тогаш една година дена е добро ехографски само следење на тироидната жлезда. Понатаму не би било неопходно нешто посебно друго да се применува. Меѓутоа прегледите секако остануваат периодично да се прават на ехо, затоа што еднаш бенигните јази не знаеме како понатаму под влијанието на надворешната средина може да се однесува. Да. Имаме гледачи, повелете во програма сте. Ве поздравувам вас и професорката. А ви благодариме, повелете. Прашањето му се однесува на мојата ќерка, која што е по професија стоматолог и не работи во Македонија, меѓутоа за време на нејзината работа во просторијата кај што работи се употребува и рентген за снимање на замите. И тоа голем број на снимања преку целото работно време.
Она има пред неколку години и приметивме зголемување тука мало на вратот и после долго обедување отиде на испитување и 2-3 години веќе оди еднаш годишно на контрола таму и прават еко, сите хормони се добри, не прима никаква терапија, само ја следат. Прашањето ми е дали она ќе продолжи со тој тип на работа, дали има голем ризик по нејзиното здравје за тие Така да, јазви рентген, станат да. карцином. Така. Тоа ми е прашање. Така, ова е едното секако што многу често знаат, прашуваат и да се плашат дали рентген снимањата може да бидат ризик фактор. Да, секако неконтролираното јонизирачко зрачење значи може да допринесе посебно во детската возраст. Значи кај помлади лица ризикот поголем кога е примена известна доза на јонизирачко зрачење во вратната регија. Се смета дека тоа може да биде ризик фактор. Кај возрастните лица овој ризик се намалува како диференцираат, значи се озреваат, да речеме на некој начин клетките на тироидното ткиво. Меѓутоа, вообичаено лицата кои што работат изложени на јонизирачко зрачење имаат и дозиметриски надзор, значи кој што мери колков е степенот на изложеност на тие професионално изложени лица и постојат одредени според тој дозиметриски надзор, критериуми до колкав степен на експозиција е дозволено на месечно, на годишно ниво на професионалните лица, бидејќи еве ние во нуклеарната медицина спаѓаме во таа категорија на здравствени работници кои што примаме значи известна доза на јонизирачко зрачење поради природата на нашата работа. Но секако што ме веќе детектирана некаква промена во тироидната жлезда, таа треба да се следи, да се контролира. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Пациентка е од Фотофиза. Би сакала да кажам на кратко. Јас сум пациентка оперирана од канцер. Оперирана сум од канцер, од фоликуларен канцер. Добро. Во 2011 бев првен оперирана од јазел, мислам, после тоа до 2018 веќе добив метастаза на коски. И сето тоа добро се заврши. Сега сум добра и сакам само да кажам една голема благодарност до професорката Даниела Попѓурчева, затоа што мислам немам како да се обратам да кажам општо за целиот персонал што работи на нуклеарна медицина, затоа што докторката Даниела Попѓурчева мислам дека на 2 пати ми го спасува животот. После тоа во 2020 година повторно ми се покачува тумор маркерот и повторно пак добивам јод, затоа што сега да не се надоврзувам наназад како беше, затоа што после операциите јас веќе имам извадено 1 ребро и пол и добив после тоа јод. После пак во 2022 со една голема благодарност до докторката Даниела Попѓурчева и до останатиот персонал. Така. И луѓето да бидат храбри, мислам, навистина се перфектни сите во нуклеарна медицина. Така. Јас ви благодарам многу за зајавањето. Еве ова ни е повторно со искуство веќе вакво со операција на метастатски. Еве да се надоврзам на нашата гледачка, кога веќе ќе се утврди еве преку биопсијата дека станува збор за канцер, за малигно заболување, каде може да метастазира ракот на тироидната жлезда? Рековме дека постојат повеќе типови прво на тироидни карциноми, најчесто се од добро диференцираните тироидни карциноми, папиларниот и фоликуларниот тироиден карцином. Да, како што спомена нашата гледачка. Папиларниот најчесто примерно метастазира во лимфните жлезди во вратната регија и потоа втората станица на ширење на оваа болест е во белите дробови, значи белодробни метастази и скелетни, додека фоликуларниот првенствено хематогено дисеминира најчесто во скелетниот систем, значи скелетни метастази. Она што можам да ги охрабрам пациентите дека благодарение на добриот диференцираност на клетките на овој тумор, на овој карцином, тие ги задржуваат дел од карактеристиките на здравите тироидни клетки, како што е присуството на таа натриум-јодидна пумпа, натриум-јодиден симпортер, така го нарекуваме во нашата медицинска пракса. Тоа е всушност овозможува
јодот кој што го даваме, радиоактивниот јод, кој што се разликува од обичниот јод по тоа што емитува бета честички, бета зрачење, да се акумулира во овие клетки, туморски клетки и само тие клетки да ги озрачи и на тој начин да ги уништи. Тоа е всушност дополнителна терапија на хируршката терапија, бидејќи прв начин и прв тераписки модалитет кој што се применува е хируршкиот, а потоа како на дополнување, значи на хируршкиот третман е примената на радиојодот. Меѓутоа, кај добро диференцираните, значи кај фоликуларниот и папиларниот тироиден карцином, кои што рековме заради природата на овие клетки ги задржуваат овие особености да го фиксираат, да го врзуваат радиојодот. Така. И да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Еве, сакам да ја прашам докторката, пошто јас секогаш имам ТСХ во ред и овој пат ми беше околу 2. Меѓутоа, исто и FT3 ми беше во граници, меѓутоа само FT4 понизок. И сега докторката ми рече дека се сомнева за секундарен хипотироизам. Што треба јас да испитам, за да знам дали имам секундарен и докторката дали е ендокринолог на кој оддел работи? Не, тоа е од Институтот за патофизиологија, специјалист по нуклеарна медицина ни е нашата гостинка на Институт за патофизиологија. Еве, секундарен хипотироидизам. Значи, секундарниот хипотироидизам е кога проблемот лежи не на ниво на тироидната жлезда, туку проблемот е во хипофизата, бидејќи се работи всушност за една комплексна регулација на нивото на тироидните хормони меѓу хипоталамусот, хипофизата и тироидната жлезда. Кога проблемот е во самата тироидна жлезда, тогаш зборуваме за примарен хипотироидизам. Ако проблемот е во недостаток на синтеза и создавање на хормони од хипофизата, тогаш е секундарен, кој што е многу поредок во однос на примарниот хипотироидизам. И добро го лоцираше прашањето гледачката, значи кога се работи за секундарен, сомнение за секундарен, тогаш ендокринолозите се оние специјалисти кои што ги водат овие пациенти, кои што ги изведуваат и дополнителните иследувања во таа насока, иако според лабораториските наоди кои што ги наведе пациентката, претпоставам дека не се работи затоа што ТСХ нивото било нормално, гранично, FT3 нивото на хормоните биле уредни, FT4 гранично, треба да се повтори да се види да не прво да се исклучи да не се работело за некоја лабораториско отстапување, затоа што некогаш имаме интерференца во лабораториските анализатори од одредени типови на лабораториски анализатори. Значи, затоа секогаш интерпретацијата се изведува во комплекс со симптомите и со другите лабораториски наоди. Така. Доктор Маказлиева, дали кога веќе нели пациент ќе биде опериран од рак на тироидната жлезда, ќе ги помине сите тие процеси, дали на онкологија, радиоактивен јод, доживотно земаат понатаму терапија која што им ја давате или не? Да, значи пациентите кај кои што поради малигната болест има комплетно отстраната тироидната жлезда и потоа примили радиојод, значи веќе немаат ткиво кое што ќе создава тироидни хормони и затоа примаат доживотно терапија, субституција, но најчесто и кај овие пациенти со папиларен и фоликуларен тироиден карцином, не само што се дава терапијата за да се надомести нивото на тироидните хормони, туку во протоколот на следење и водење на овие пациенти, посебно кај пациентите кај кои што имало и малку повисок ризик од проширување на болеста, значи понапредна стадиум на болеста, ние во субституцијата одиме и со малку повисоки дози на левотироксинот, кој што го даваме со цел да постигнеме дури и уште пониско ниво на ТСХ, на хормонот од хипофизата, на долната граница или малку пониско од таа вредност. Целта е всушност да нема дополнителна стимулација повторно од овој хормон од хипофизата за повторно стимулирање
откривање на раст на овие клетки и некогаш и пациентите збунети кога ќе ги видат ако ги одредат на друго место наодите и ќе видат дека вредноста на ТСХ е многу ниска, доаѓаат во паника и во страв дали треба нешто да се промени во терапијата. Ние објаснуваме дека тоа е во суштина пожелниот тераписката цел наша, всушност да постигнеме такво ниво на тиреоидните хормони. Така. Бидејќи сме на самиот крај на емисијата, еве споменавме на самиот почеток 25 мај светски ден нели за тиреоидната жлезда. Како најбрзо, најлесно може да ја подигнеме свесност, еве да знаеме дека треба да правиме контроли или да се упатиме на лекар за можеби навреме да биде откриена одредена дијагноза. Најдобро е, еве на прагот од оваа интернационална недела за подигање на свесноста за тиреоидните заболувања, која што се обележува во периодот од 25 мај до 31 мај и посебно како интернационален ден на тиреоидната жлезда се обележува 25 мај на предлог од Европската тиреоидна асоциација од 2008 година. Инаку свесноста се подигнува најдобро преку медиумите и најдобро преку овој тип на здравствени едукативни емисии, преку медиумите, преку социјалните медиуми каде што сме доста активни. Потоа имаме издадено повеќе брошури за едукација на нашите пациенти, а и редовно низ минатите години се одржуваше во иницијатива за подигање на свесност и преку други активности спортски, како што беше манифестацијата Прв до врв, имаше и Виолетов караван кој што низ Македонија правеше ултразвучен скрининг кај популацијата. Но мислам дека систематските прегледи се исто така добра метода на триажирање и на превентива, на контрола на популацијата за евентуално присуство на вакви промени во тиреоидната жлезда. Така, еве, ние ќе продолжиме со такви емисии за секако да влијаеме да се подигне свесноста. Меѓутоа времето на денешната емисија ни помина. Доктор Маказлиева, јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка и што ве зборувавме на оваа тема во пресед, како што кажавме, на светскиот ден за тиреоидните заболувања. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно во понеделник во истото време. Имајте убав викенд, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.